Добар ден, гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за правда Никола Топанчевски. Министре, веќе 2 недели на ЕНЕР е ставена последната драфт верзија, нацрт верзијата на кривичниот законник. И според најновите измени, конкретно ќе го цитирам членот 426, кој што се, да им биде поясно на гледачите, се однесува на предизвикување омраза, раздори, нетрпеливост, врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа. Додаден е и делот за омраза предизвикана од која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор. Во претходниот член 319 го нема овој дел. Бидејќи е многу актуелна ситуацијата со протоколот кој што го подпишавме со Бугарија, што овој член ќе значи во контекст на протоколот и говорот на омраза кој што таму се споменува? Практично нема никаков континуитет или некаква конекција меѓу измените и дополнувањето, односно новиот кривичен законник и неговата прва верзија со актуелните случувања во нашата држава. Значи, 2,5, односно 3 години наназад се работеше на оваа првична драфт верзија, која што е прикачена на ЕНЕР системот, нели? И сите измени, дополнувања, надградба на актуелниот кривичен законник беа направени врз основа на други стандарди што не се поврзани со актуелните случувања. Значи, се тргна од позицијата дека треба да се земат предвид компаративните искуства, детектираните слабости во кривичниот законник во однос на практиката и се разбира на меѓународните стандарди. Кога станува збор конкретно за членот 319, чинам дека беше 426 во драфт верзијата, овие додавки или овие суфикси во однос на таа одредба се како резултат на одредени меѓународни стандарди кои што произлегуваат од дефинирањето на поимот омраза. Да поедноставам, односно да сублимирам, омразата има своји европски стандарди во однос на нејзиното етаблирање и практично членот 426 представува само продукција или консеквенција на она што се нарекува меѓународен стандард, абстрахирајќи се од конкретните случувања. Меѓутоа, да додадам уште нешто и во однос на временската фаза. Практично овие измени, практично новиот кривичен законник беше подготвуван уште пред да се случат настаните кои што нели се составен дел од последните 10 на 15 дени во нашата држава. Да, кога ги спомнавме веќе настаните, како што реков, билатералниот протокол е она што предизвика особено внимание и поделени реакции во јавноста. Во протоколот е многу општа таа одредба, ако може така да се нарече, за говорот на омраза. Има еден дел, конкретно ќе цитирам, кај што вика државите ќе создадат без одложување соодветна процедура и конкретни чекори за преземање на брзи и ефективни мерки при идентификување на такви случаи. Значи, министре, и како правник, професор, ве прашувам, како ќе се спроведува таа процедура? Кој конкретно ќе одлучува или ќе оценува што е говор на омраза? И дали воопшто може да се контролира тој говор во јавниот простор? Значи, имаме ние национално собствено законодавство каде што прецизно го имаме дефинирано поимот говор на омраза или синтагмата говор на омраза. Тоа значи дека доколку има прекршување на она што се нарекува позитивно право, тоа ќе зборуваме за говор на омраза без некакви дополнителни елементи или сегменти. Зошто го велам ова? Затоа што нашата дефиниција за говор на омраза, која што представува предикативно дело за некои потешки форми на кривични дела, е позиционирано врз основа на добро утврдени европски стандарди. Така што значи, без оглед на конкретните состојби, билатералниот договор прилично е абстрактен во таа сфера, меѓутоа ние имаме национална регулатива каде што доколку се придржуваме до таа национална регулатива, практично ќе стигнеме и до посакуваната цел дека говорот на омраза не секогаш треба да го врзуваме со Бугарија, туку да му дадеме малку екстензивно значење. Но со пластичен пример, например, ќе се случи некој нешто да напише. Да речеме, јас ќе напишам нешто на некој од социјалните мрежи, за кој што некој во Бугарија смета дека тоа е говор на омраза. И што се случува? Значи, треба да иницира постапка од таму, преку министерствата, па да се суди тоа според
нашиот закон, во таа смисла да ни објасните процедурата. Многу е нејасно. Значи, има кривичен законник кој што е ултима рацио, последно средство кое се одговара за тие тешки форми на говор на омраза, односно на дела од омраза. Не само говор на омраза, практично пакетот на омраза подразбира и сет на други кривични дела. Тоа е првата работа и тоа е последната општествена реакција во нашата држава кога станува збор за омразата. Вториот механизам или алатка тука или регулатива е токму законот за заштита и спречување од дискриминација, кај што исто така се предвидени одредби, односно норми. Апсолутно, значи, ќе се реагира само во оној дел кој ќе имаме флагрантно кршење на националните норми кои што ја уредуваат, регламентираат оваа материја. Ке се реагира од нашите институции? Секој може да поднесе кривична пријава и секој може да поднесе укажување, сугестија дека навистина во одреден текст или не знам каде има елементи на говор на омраза. Меѓутоа тоа се институциите на нашата држава, македонската држава, кои што треба да се произнесе во однос на овие прашања и никој друг. Што за еден министер за правда значи податокот дека граѓаните само 8% му веруваат на судството? Министерството за правда не е ниту суд, ниту јавно обвинителство кое што подигнува обвинение или што носи пресуди. Меѓутоа, Министерството за правда е орган, односно институција која што овозможува оптимални услови за правораздавање. Во таа насока, фактот дека деновиве веќе работиме на она што се нарекува дополнителни услови за намалување на лошата состојба во правосудството е зголемување на платите на судиите, јавните обвинители и тоа сметаме дека тоа би можело да придонесе во однос на зголемувањето на мотивацијата кај судиите и обвинителите во однос на квалитетно правораздавање. Меѓутоа, тоа е само еден од сегментите. Дефинитивно, јас многу отворено ќе кажам, ако ние како Министерство за правда даваме таков поттик или мотив кон правосудството, зголемувајќи ги нивните плати за 15%, очекувам дека и од страна на судството и обвинителството едноцифрената доерба ќе стане двоцифрена за почеток. Дали од оваа гледна точка, денесна гледна точка, не ќе беше подобро да имаше ветинг во судството? Вие не бевте за ветинг. Да. Мислите ли дека, зошто? Мислите ли дека може би таа бројка, таа едноцифрена, немаше да биде едноцифрена ако се направеше ветинг? Значи, сум консеквентен во своите ставови и пред да бидам на позиција министер за правда, секогаш сум бил приврзаник на ставот или на позицијата дека проблемите не секогаш лежат во законите или во однос на легислативата. Напротив, сметав дека и во моментов имаме ние институции кои што доколку се завршат својата работа како што треба, бидат на ниво на сопствените надлежности, дека ветингот може да биде спроведен и со моменталниве алатки што ги имаме, меѓутоа и со моменталната регулатива. Да парафразирам, значи имаме ние тела, како што се Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, имате повисоките судови, Врховниот суд, кои што исто така имаат сериозен импакт во однос на утврдувањето на кои судии се квалитетни, а кои се неквалитетни, односно кои одлуки на судиите се квалитетни, а кои се неквалитетни. Морам да кажам и да потенцирам дека во последно време сведоци сме дека има размрадување во позитивна смисла на зборот во однос на работата и на Судскиот совет, меѓутоа и на Советот на јавни обвинители, така што сведоци сме дека некои работи почнуваат бавно, меѓутоа се менуваат во позитивна смисла на зборот. Министре, по Орце Камчев, еве и поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, преку спогодба со обвинителството успеа да издействуваат намалување на затворската казна, а потоа и да ги променат адресите на живење и да ја одлежат таа затворска казна во затворот во Струга. Како правник ве прашувам, кој е вашиот коментар за таквата пракса и дали е тоа привилегија само на богатите и моќните или може и друг да го прави? Во принцип, јас конкретни пресуди, како сум министер, не коментирам, меѓутоа можам да зборам за состојбите. Спогодувањето на вина представува елемент или сегмент од прецедентното право кој што е пресликан, проектиран во нашиот казнено-правен систем, посебно во Законот за кривична постапка. Спогодувањето за вина имаше навистина идејата беше добра во насока на тоа дека доколку постојат пододедени услови кои што се строго определени, заради поедноставување, заради економичност на постапката, да се премине таквиот институт. Не можам да кажам дека имаме резултати на тој план.
Дали има злоупотреба на институтот спогодување на вина е прашање за кое што можеби треба да се дискутира и тоа е порадечен малку дискурс. Не зборуваме за употребата, туку зборуваме за злоупотребата на институтот спогодување за вина. Секогаш потенцирам дека казната мора да биде индивидуализирана и да биде во пропорција со неправото кое што претходно било извршено. Со квалитетот на неправо и на она што се нарекува кривично дело, односно инкриминација. Прашање, реков, не сакав тоа, меѓутоа без таква пропорција да знаете дека некаде не сме постигнале целта. Тука делот на промена... И затворската казна се разбира, меѓутоа тука влегува и изречената казна во однос дали ќе биде парична, конфискација на имот или надомесна штета евентуално. И во делот на промена на адресите на живење. Знаете што, значи разговараме во Министерството за правда. Интересно ми е прашањето затоа што испадна дека Струга е градот, како го нарекуваат, на затворски туризам. Се работи за оделение, затвор кој што е од отворен тип и се разбира дека и во однос на безбедноста и во однос на условите кои што се за издржување на казна се попривилегирачки или подобри во однос на другите казнено-поправни установи што се во нашата држава. Она што, значи, правна можност за таков тип постои. Она што можеби ние како правда треба да направиме во еднина, обид, во меѓувреме се менува законот за извршување на санкции, каде што, како идеја би можеле да ставиме, сега со ексклузивно го кажувам во смисла на нашите размислувања, дека би било добро издржувањето на казната да се врзи, да се поврзи, да се конектира со последните 2 години на живеалиште од пред извршување на кривичното дело. На таков начин ние би избегнале ова, јас би рекол, апсурдна ситуација или ситуација која што може ли помалку наликува на некаква злоупотреба или излегување од правната рамка. Така. Од 1 јули веќе е познато повеќе од 70 суди и јавни обвинители заминаа во пензија. Министре, дали имате увид конкретно каде е најкритична, во кои судови е најкритична ситуацијата со недостиг на кадри и колку од предметите треба да почнат од почеток? Критична состојба, најкритична би можел да кажам дека е во Основниот граѓански суд тука, каде што практично 6 суди за кратко време или отишло или ќе одат во пензија. Со оглед на тоа колкав е обемот на работа на Основниот граѓански суд, значи тука ќе не биде невралгична точка или место каде што треба да се интервенира. Исто така апелациониот суд тука, зборам за Скопска апелација, еден судија отиде во пензија, до крајот на годината уште 20, до март уште 20, значи 5-6 судија одат во пензија, а знаеме дека најоптоварен апелационен суд, 2/3 од предметите во државата се ги работат од Скопска апелација. Ако земете дека само 1/3 од другите предмети ги работаат или се дел од надлежноста на трите други апелациони судови Битола, Гостивар и Штип, тогаш повторно велам, значи постои можност дел од предметите да се реалоцираат од една апелациона подрачја на други апелациони подрачја. Исто така може да се направи со судиите, се разбира, за тоа треба да постои правен основ и тоа реков Министерството за правда дава идеја, ја помага, дава изгледни решенија, меѓутоа тоа го прават институциите кои што се надлежни за таа работа, а тоа не е Министерството за правда. Така. Министре, во некои од судовите веќе почна и повеќе месеци подолго, мислам дека од времето на пандемијата практично се спроведува дигитализацијата, но дали сите судови ги имаат потребните ресурси за еден ваков процес за кој што, како што велите, многу ќе ги намали судските трошоци, а и ќе намали корупцијата? Точно. Значи, дигитализацијата е процес кој што не можеме ние да го имплементираме преку ноќ. Напротив, значи тоа подразбира инфраструктурна подготовка, понатаму овозможување, едукација и така натаму, значи е комплексен процес. Се разбира дека 5 судови, значи има 5 судови кои што се во финална фаза и тоа се како пилот проекти како треба да изгледа една судница, односно како би требало да изгледа таа дигитализација. Тоа е судовите во Скопје се тука, Струмица, Штип, да не испуштам некој, значи 5 судови се. И Кавадарци, точно, навистина тоа што таму ги имаат направено како пилот проект е за поздравување и јас цврсто сум убеден дека во најскоро време разговарав со надлежните од ИКТ секторот дека во догледно време како што со овие судови ќе бидат и останатите судови во нашата држава. Ви благодарам, министре, за разговорот. Ви благодарам за поканата. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување за една недела.